Лозарите и овоштарите денес традиционално го одбележаа нивниот најголем празник Свети Трифун, заштитник на нивниот труд и народот. Голем празник е за нас. Лозарите, овоштарниците, почињаме да ги кроеме. Традицијата во вакви случаи кај нашиот народ е богата и таа подразбира дружење, веселба и цврста верва дека годината што предстои ќе биде подобра од претходната. Да ни дае поголем берекет, да се заштите од штетници, Господ да ни дае подобар берекет. Според црковното учење, Свети Трифун, дел од традицијата и верувањето во неговата моќ е присутен уште од 4 век. Денес црквата го празнува светиот маченик Трифун, кој бил роден во Камсада во сиромашно семејство и како малецок врз него била благодатта Господова да може да исцелува и луѓе и животни. По повод истиот празник, денес во сите православни верски храмови се одржаа литургии во присуство на верници. Голем христијански празник. Знаеме дека тој бил лекар, луѓето ги лекувал. И исто и на Лозарите празник. По повод тој ден денеска се оде закројува селото за прв пат. Светито Свети Трифун представува најголемата светлост. Денеска учествуваме празник од него. На празникот на лозарите и овоштарите, премиерот Димитар Ковачевски денес ги посети лозарите од Трстеник, каде уште еднаш ги повтори владините мерки за поддршка на овој сектор. Нема веќе неизвестност за лозарите, ветувањата кон нив со истото динамично темпо ги исполнуваме, а нашата долгорочна стратегија е создавање на сигурно производство и откуп на грозјето, а владата е посветена на создавање амбиент за стопанисување кој ќе биде поволен и за лозарите и за винариите. Во таа насока е и поддршката на микровинариите. Сега тие имаат можност да аплицираат за грантови во висина од 10.000 евра за опрема и консултантски услуги на енолози за поефикасно работење и пласман на поквалитетни производи.